Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Празнично, славенички во духот на светецот заштитник на послабите, немоќните, незаштитените и на морнарите, Свети Никола, помина свечената академија по повод патронот што ја одржа градот носител на неговото име Свети Николе. Свеченоста беше посветена на патронот, но пред се на граѓаните, кои изминатата пандемиска година дадоа свој придонес за афирмација на градот. Подсетувајќи на значењето на светецот, градоначалникот Дејан Владев повика на сплотување и единство во тој дух, а градот да биде место на останување и враќање на тие што заминале. Како градоначалник на овој исконски град, кој го носи името на еден од најголемите светци во православието, имам шанса, но и голема одговорност овде пред вас да ја искажам мојата најдлабока желба дека сета енергија на творење и создавање би сакал да ја насочам кон градење на нашата општина, која зрачи со својата сплотеност, заложба за еднаквост и стремеж кон економски, социјален, културен и образовен просперитет. Заложба да се ослободиме од сите модели на управување кои се покажале како неуспешни и рамо до рамо со сето граѓанство да изградиме општина еднаква и отворена, скромна и стабилна, каде што секој човек би посакал да остане и да ја гради својата иднина, а секој гост да посака повторно да се врати и да се радува на секоја посета. Градот, како што рече Владев, живее и расте со успесите на секој поединец, а меѓу Свети Николчани кој успешно изгради кариера во странство е талентираниот дизајнер на возилата на Мерцедес во Штутгарт, Германија, Славче Таневски. Нему ова му беше прво признание од родниот град, но и прво воопшто во Македонија. Даваме прво признание, обично наградите ги добивам таму каде што работам и што живеам во Германија, но посебна чест и задоволство ми е што се сетија во мојот роден град во Свети Николе да добијам вакво признание. Секогаш доаѓам за големите празници, за Великден, Божик, Нова година и се погоди така лично да можам да ја подигнам наградата. Со признание и парични награди беа наградени ученици во основните и средните училишта, а градот додели и повеќе признанија за достигнувања во повеќе области. Меѓу тие што добија признание се младиот фудбалер кој игра во младата фудбалска репрезентација Павел Русевски, а признание добија и ракометарките на ЖРК Овче Поле Славјански универзитет, тим кој игра во Суперлигата. Честно е да ви кажам дека во нашиот клуб членуваат голем број млади девојчиња. Ке продолжиме да ги едуцираме во спортот, во спортската култура, да изградиме здрави психофизички личности, општата култура со цел да створиме примерни и честни граѓани на нашата заедница. Меѓу Свети Николчани кои добија признанија е Јордан Ѓорчев кој го раководи Славјанскиот универзитет. Знаете, околностите ставно се менуваат, секогаш успехот не мора да значи дека мора да биде признат, меѓутоа ние мора да бидеме упорни, да работиме и да се надеваме дека сепак општеството ќе го препознае тоа. Признание Свети Николе додели на Светлана Цековска, успешна жена предприемач, компанијата Алгомак како општествено одговорна компанија, Ивана Наскова во областа на културата, а признанието на градот Свети Николе беше доделено и на Брегалничката епархија, која неодамна го освети новиот храм во Свети Николе, Света Лидија. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk.